Професорката по англиски јазик Елена Марковска од гимназијата Гоце Делчев, Дафина Јакимовска, наставничка по математика во Основното училиште Браќа Миладиновци и оделенската наставничка Ирена Анастасовска од Основното училиште Кочо Рацин се просветните работници на годината, прогласени од Сдруженијето на просветни работници. На свечената седница вчера вечер во Занајчискиот дом беа доделени и признанија на ученици и наставници за учество на надпреварот во чест на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, насловен од азбука до алгоритам приказни што живеат. Ги слушнав имињата на наградените наставници и мислам дека сте направиле вистински избор. Тоа се наши колеги кои со години наназад се пример за добро оделување во нашата професија. Не само според постигнатите резултати на надпревари, туку и како педагози, воспитувачи на младата генерација. Зошто е потребно јавно признание за успесите на најдобрите наши просветни работници? Во овој свет, каде материјалното доминира, од суштинска потреба е духовното. А има ли подобра и поголема духовна храна, успех на нашите ученици и јавна пофалба пред кубановската јавност, а особено пред колегите кои најдобро ја знаат тежината на нашата работа. Никој од оваа наша професија материјално не се збогатил, но духовно да. И според мене тоа не движи и не држи и ни дава сила да продолжиме во напорите да образуваме и воспитуваме. Признанието по фалбата, доколку заслужена, мотивира, поттикнува не гриболство, туку надпревар меѓу сите, па и меѓу нас наставниците. И ние сме луѓе и ни годат јавни признанија. Но внимавајте и останете доследни на изборот. Славете ги најдобрите, најистакнатите, најзаслужните, ценете си ја професијата за да ве цени општеството. Просветните работници, за разлика од другите професии, се тимски играчи. Ние знаеме дека за да успееш мора да соработуваш со учениците, со родителите, со своите колеги. Да направиш собствен успех во кариера пред се зависи од нашата умешност, прво да не прифатат учениците, да го засакат нашиот предмет, а кога тоа ќе го постигнеме, половина работа е завршена. Тие се лесни за водење. Може да се обликуваат, а во ова време голем дел од нив барат помош токму од нас, да се усмерат, барат идол, барат потик и мотив за работа. Драги мои почитувани просветни работници, продолжете да ја ширите светлината од на првите истина, љубопитност и знаењето на нашите ученици, да ги воспитувате, да ги потикнувате да сонуваат, да развиваат вештини за критичко мислење, да соработуваат, да се дружат, да пораснат и да станат луѓе. Нашите зборови и поддршка често остануваат врежани за секогаш како охрабрување, како насока, како поттик и како надеж. И токму затоа нашата улога е незаменлива, дури во ерата на вештачката интелигенција. И никогаш нема да биде замената. Навистина ми е огромна чест ова признание, затоа што доаѓа пред се од градот Куманово, од мојот град, од оваа средина во која што живеам и во која што е веќе 23 години, го давам најдоброто од себе во мојата работа. Да се биде наставник, кажа Ани убаво, не е само професија, тоа е и повик, една секојдневна мисија. Како наставник по англиски јазик во мојата гимназија, во изминатите 23 години искуство, навистина сум имала можност да запознам многу генерации на ученици. Некои од нив дошле со полни со самодоверба, други дошле можеби со помалку сомнеш во себе, но едно е сигурно, сите тие дошле со еден огромен потенцијал во себе. И тоа е всушност мисијата, таа секојдневна мисија на нас како наставници, да го препознаеме тој потенцијал и да оформиме најдобро што може од него и во најдобар интерес на нашите ученици. За мене, успехот на наставникот не се мери само во оценките и во дипломите или во резултатите. Пред се мери во оној момент кога ученикот ќе стане свесен за тоа дека стекнал верба самиот во себе. Голема чест и радост ми представува што су избрана за просветен работник
на општина Куманово за предметна настава. Ова признание го доживувам како потврда дека трудот, посветеноста и љубовта кон образованието оставаат траг. Колку да се работи, значи ако се вреднува, тоа многу значи за секој наставник, за секој учител, за секој ученик, за секој родител, за секој колектив. Како презентер, како ментор во општина, како презентер на општината, продолжувам понатаму заедно со сите вас. За мене ова представува голема радост, но и потврда дека трудот, посветеноста и љубовта вложени во воспитно-образовниот процес се препознаени и ценети. Наставничката професија е една од најблагодарните професии. Таа не е само работа, таа е љубов, посветеност и желба да внесеме трак во животот на децата. Секој ден поминат со моите ученици е нова можност да научиме нешто едни од други и да создадеме средина во која што децата ќе се чувствуваат прифатено, охрабрено, мотивирано и одговорно ќе чекорат по патот по кој тргнале. Оваа признание не го доживувам како личен успех. Ова е труд кој што со сите мои колеги заеднички ги поминавме сите овие години наназад и кои што биле дел од мојот професионален пат. Постхумни признанија за трајни вредности во просветителската дејност беа доделени на семејствата на професорот по математика Сладјан Станковиќ Битрак, кој беше прогласен за најдобар просветен работник во 2025 година, и на Лидија Николовска Георгиевска, председателка на Сојузот на просветни работници и поранешна председателка на Сдруженијето на просветни работници во Куманово. Кога преминува душата од овој свет, продолжува да живее во душите кој ги допрела, токму како што ќе живее и неговата душа. Душа на насмеан, благороден човек, со јасна визија како се чекори ни животот како просветител и посветен професор, влюбеник во науката и музиката. Таа неуморно се вложуваше себе си во напредување на просветителската дејност и како председателка на регионалното здружение на просветни работници во Куманово и Старо Нагоричане 8 години и како председател на Сојузот на просветни работници со 2 мандати до неодамна. Посветена на личниот раст и развој и континуирано учење, таа ја ширеше светлината на просветителството со свој личен пример и со посветеност и неоткажување, дури во нетешките моменти, додека се бореше со болест. Доделување на ова признание носи помешани чувства на тага, на гордост, а намногу на благодарност. Благодарност што ја познавте незината несебесна работа, незиниот труд, незината посветеност и љубов кон просветителството. Од семејството сакаме да ви посакаме да сте горди на генерации што ќе ги воспитувате. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма во изведба на ученици и наставници од Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев, Ден студиото Ултра и хорот Рацинови. На иницијатива на секторот за образование при општина Куманово денеска се одржа работен состанок со директорите на општинските основни училишта и представници на Министерството за образование и наука, УНИЦЕФ, СОНК, председателката на Советот на општината и Комисијата за образование при Советот, како и општинскиот просветен инспектор.
Целта на состанокот беше анализирање на моменталната состојба за упис на ученици во прво оделение за учебната 2026-2027 година, со акцент на формирање на паралелки во прво и шесто оделение согласно добиените насоки од Министерството за образование и наука, како и во согласност со процесот на оптимизирање на училишната мрежа во основните училишта. Процесот е започнат во 2023 година од страна на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ. Секој директор на училиштето имаше можност да ја изнесе моменталната состојба со уписот на учениците во прво оделение и да добие инструкции од МОН и УНИЦЕФ за оптимизирање на паралелките во согласност со Законот за основно образование, објави општина Куманово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер во населбата Карпош бил лишен од слобода 19-годишен кумановец заради возење мопед без положен возачки испит. По насоки на јавен обвинител, тој бил приведен во полициска станица, а мопедот бил одземен. По целосно документирање на случајот против момчето ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението на МВР. Во историјниот објект на основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков денеска е ставено во употреба училишното игралиште со нова спортска и фитнес инклузивна опрема. Новата урбана опрема е донација од општествено одговорни компании на иницијатива на наставникот по физичко образование Југослав Спасиќ. Денеска го пуштаме ова наше игралиште за учениците од основното училиште Браќа Миладиновци и учениците од основното училиште Крсте Мисирков. Знаеме дека во оваа зграда учат ученици со типичен и атипичен развој. Една огромна благодарност до сите донатори, до сите ентузијасти, бидејќи ова е направено исклучиво со донации и иницијатива на професорот Југослав Спасиќ. Огромен е бројот на учениците кои ќе го користат ова игралиште. Значи, тука некаде имаме околу 500 ученици од двете училишта, меѓутоа, една огромна предност се биде и за учениците, бидејќи нели во склоп на училиштето Браќа Миладиновци имаме и центар за поддршка на ученици со попреченост, каде што нашите дефектолози даваат секојдневно индивидуални третмани на 40 ученика од другите општински училишта. И тока ќе биде предност што и овие дечиња ќе можат да ги користат справите, односно да бидат инклузирани со другите дечиња од училиштето, за да можат на некој начин да им се приближат и да ја олесниме инклузијата и она што се нарекува припадност на групата. Многу среќни лица, многу среќни деца и бенефит е уште еден голем, што учениците нема да ги селиме на малите игралишта во централната училишна зграда, додека дозволуваат временските услови, ќе бидат тука. Меѓутоа, пак ќе кажам дека ние направивме се. Ангажиравме многу приватни компании, општествено одговорни компании, меѓутоа бараме поддршка. Куманово план ни го направи проектот, елаборатот. Не застануваме тука, бараме поддршка се уште. Имаме работа, партерно уредување на училиштето, каде што треба да се извади ова коцка и можеби една мека подлога, баш заради овие ученици кои се со атипичен развој, да не се повредат, бидејќи гумената подлога или тартанот ќе олесни да не се повредуваат овие ученици. Упатувам благодарност до сите чинители и се надевам од тука натаму е градоначалникот на ред и советот на општина Куманово. До септември имаме време и ова да го средиме додека има волја, а се надевам дека ќе има волја да го завршиме комплетно овој проект. Бенефит имаат сите, и наставниците, и децата, и родителите сигурно ќе бидат задоволни кога знаат дека нивните деца имаат убави услови за работа. Како што споменавте, така, ние секогаш бараме и ќе се трудиме да обезбедуваме услови, било финансиски, материјални, со работа која што ќе волонтираат многу и родители, и наставници, да ги подобруваме условите за работа на учениците. Секако овдека ќе е потребна една гумена подлога, која што ќе видиме во текот на наредната учебна година дали ќе успееме да ја обезбедиме, затоа што сепак овдека
ќе имаат реализација на часови ученици и со типичен, меѓутоа и со атипичен развој, на кој што навистина им се потребни посебни услови за да можат да ги реализираат часовите. Како што истакнав и пред малку во обраќањето, моја најголема желба е овдека од година во година да има што поголем број на деца, наместо како што имаме ситуацијата сега, и се надевам дека ова ќе им даде нов поттик на родителите и на сите други, значи да видиме сите да се потрудиме да ја подобриме ова ситуација која што сега за сега не ни оди во прилог на сите. Поставување на ова урбана опрема всушност даде еден стандард, едно ниво повисоко, што значи поставување на урбана опрема, да биде уреден простор и да има функционалност. Сега на ова официјално примопредавање ние го покажуваме функционалноста на овој простор и на цела ова спортска фитнес и инклузивна опрема во 3 дела: за настава по физичко образование, за мини забавен училишен спорт кој би требало да се практикува за ученици од 1 до 5 одделение, за што е наменета ова опрема, и секако поздравено гледаме примена или користење на инклузивни забавни игри кои што може да се практицираат и во редовна настава со деца со типичен и атипичен развој, така да инклузијата не ја само кажуваме, туку навистина да ја спроведуваме. Она што е символиката на почеток на поставување на ова опрема ја почнеме на 3 декември како светски ден за лица со попреченост, бидејќи овдека во училиштето Браќа Милодиновци е помошен ресурсен центар за лица за ученици со попреченост, а денеска после 6 месеци го ставаме во употреба овој терен. На 3 јуни, кој што е светски ден на велосипедот, пак е некоја символика која ни кажува дека мора да размислуваме и за пристап, и за уредување, и за одржување на овие места, простори за дружба, забава, настава, училишен спорт, во наставни активности за училиштата и за локалната заедница. Во организација на Мотоклуб Мичке од 12 до 14 јуни годинава на спортскиот аеродром Аџитепе ќе се одржи традиционалниот моторок фестивал, кој годинава освен од општината и општествено одговорни компании е поддржан и од Министерството за култура и туризам. За активностите на 3-дневниот рок фестивал во Куманово од изјавите во продолженија. Моторок фестивал во организација на Мотоклубот Мичке од Куманово. Навистина настан кој што со години наназад лествицата се подига на поголемо ниво. Веќе самиот настан е бренд не само во Македонија, туку во регионот, во Европа, и навистина ни е често и ова година веќе подготовките одат во планот кој што го веќе направивме и го реализираме. Нашиот фестивал нормално веќе по 8 пат како голем фестивал се одржува во нашиот град. Ние како клуб постоиме веќе 18 години, свое полнолетство наполнивме, значи оваа година, така да некако ни се наближува таа 20-та јубилејна година и гледаме малку летвичката да кренеме погоре, значи да биде се побројно, се помасовно посетено и нормално се подобар квалитет на изведувачи и на организација. Така оваа година фестивалот ќе започне на 12, значи нареден викенд на 12 јуни, со вечерна програма, да кажам, од 6 часот попладне започнува, додека во сабота ќе имаме една целодневна програма, кај што ќе имаме многу активности, пред се по прашање на разни возрасти. Очекуваме голем број на посетители од сите региони, екстремските простори, Бугарија, Грција, значи Словенија, Австрија, од секаде. Програмата ќе биде комплетна. Од петок навечер почнуваме, значи, со отварање на Кумановскиот бед Тумба, потоа продолжуваме со рок-апотека од Белград и завршуваме со италијанскиот трибут бенд на AC/DC. Така да сабота сабајле се почнува околу 7 саатот со прасињата. После има нормално бајкерски доручек, има за сите бајкери и во сабота и во недела, организиран од Мотоклуб BRC и од коледарите Куманово, нашите подржувачи најголеми.
Друго, исто, саботата ќе биде покриена со целодневни игри за бајкери и аниматори за деца, секом тоа. Друго, бендовите за сабота го отвараме исто со нашиот локален бенд Overload. Потоа продолжуваме со шпанскиот бенд Guadalupe Plata. Потоа иде настапува нашата Дани Димитровска и завршуваме со нашиот пријателски и братски бенд Ван Гог, од кој што очекуваме големо изненадување за сите посетители на фестивалот. Тие после настапот во 2022 година, кога беа исто главниот бенд кај нас на фестивалот, по една така дружба, случајна дружба, поминаа тука на една дружба и случајно со нашиот голем брат Ѓуле додовме до идеја, негова иницијатива и ни рече дека ќе не изненади со една песма, така што малку се одложи временски, но бидна, што се вика, додовме до целта. Министерството за внатрешни работи соопшти дека полициски службеници од СВР Куманово вчера вечер лишиле од слобода 19 годишен кумановец. Според МВР, при претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени одземени марихуана и дробилка. По целосно документирање на случајот, против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава. Кристијан Томевски од кикбокс клубот Куманово освои бронзен медал на Балканското првенство кое викендов се одржа во Нови Сад, Србија, настапувајќи како дел од македонската репрезентација. Неговиот клубски колега Дамјан Блажевски пак го заврши настапот во четвртфиналето по успешните борби во силна конкуренција. Според тренерот на клубот Сашо Илиевски, двајцата надпреварувачи покажале храброст, дисциплина и пожртвуваност во текот на надпреварите.